5 години помен и спомен за Ниче Димовски 1964-2020 година. Денес се навршуваат 5 години помен и спомен за Ниче Димовски. Се упокои на 30 декември 2020 година, на 56 години, беше погребан на 31 декември 2020 година на гробиштата во Камник, Скопје. Остана запаметен како долгогодишен активист за човековите и граѓанските права и слободи на македонците во татковината и светот, домакин, сопруг, родител, успешен бизнисмен и сопственик на компанијата Македон Бетон, хуманист, филантроп. Генерален секретар на Светскиот македонски конгрес, автор на 7 дела. Ниче Димовски е роден на 9 октомври 1964 година во Скопје, каде завршил основно и средно образование. Дипломирал на економскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје. Трудолюбивоста беше негова одлика од дете. Продавал црви за рибари, собирал полжави, берел и продавал мимози, растоварал и утоварал, собирал старо железо, поседувал бодибилдинг клуб. Водел бизнис со увоз на прехранбени артикли од неколку фабрики од Франција и што уште не, стигнал до својата компанија за бетон Македон Бетон. Ниче Димовски беше реализиран семеен човек, сопруг, татко на 3 деца Антонио, Давид и Мила, дедо на внуката Талија. Пропатувал во повеќе од 50 на држави во светот, во животот се соочил со безброј предизвици и искушенија, доживеал многу искуства, се стекнал со знаења за човекот, вистината и за светот. При живот 3 пати бил соочен со смртта, но борбата за живот го сочувала до 30 декември 2020 година. Во 1997 година, на 33 години, поради операција на хранопроводот во Германија, паднал во 7-дневна кома, за среќа и чудо на лекарите останал жив. Во 2020 година паднал од параглајдер на планината Галичица од 42 метри височина, по 62 дена заробен во кревет, под ризик дека ќе остане траен инвалид, заздравува и повторно за чудо на лекарите проодува. Во 2010 година, повторно при хируршка интервенција на хранопроводот во Германија, целиот зафатен од сепса, запишан е како медицински феномен, се враќа во Македонија здрав и жив. Уште од најрана возраст, преку неговиот авантуристички и немирен дух, преку многубројните животни пречки и предизвици, најчесто искусени преку болката и болеста, ги спознава вистинските вредности на животот. За свој прв духовник во животот ја смета тетка му во Истанбул, сестра на неговата мајка Невена, кај која престојува повеќе пати во првите години од полнолетството. По отслужувањето на воениот рок, на 22 години заминува во Калифорнија, Соединетите Американски држави, кај неговиот дедо, вујко на неговата мајка Невена. Престојува кај домородни индијанци истражувајќи го нивниот начин и филозофија на живот. Посетил повеќе древни народи во Средна Америка. На 44 годишна возраст решава да ја објави својата прва книга Најголемата вистинска тајна на светот, која се печати во 2009 година. Прави обиди за дефинирање на нова научна теорија нанодианетика, ги промовира мирот и љубовта меѓу народите и државите во светот, предчувствува позитивни промени на целата планета, трага по вистината за човекот од прапочетокот. За Ниче Димовски, нанодианетиката, подоцна трансформирана во нано-Ниче метод, е систем на спознанија за силата на мислата врз квалитетот на животот. Оваа книга предизвика вистински бум меѓу читателската публика, една е од најчитаните книги во Македонија, на многумина животот од корен им го променила. Книгата е преведена и на англиски јазик и објавена во Пенсилванија, Соединетите Американски држави, од издавачката куќа Доренс Publishing. Сите 7 дела Ниче Димовски им ги посветува на македонскиот народ и на Македонија. Кога би можел да избирам, повторно би се родил како македонец. Во своето прво дело, Ниче Димовски забележува: сите ние патуваме низ времето и просторот. Светот влегува во нова ера на љубов, хармонија и благосостојба, каде што материјалното ја губи моќта над животот, пред нов налет сме на духовното. По првата книга, Ниче Димовски продолжува да пишува. Во 2012 година ја објавува својата втора книга Вистината за вечноста, целиот тираж за нецели 2 месеци е распродаден. Во оваа книга Ниче Димовски е дециден: клучот од тајната врата на вашата душа е во вас, отклучете ја. Со ова дело Ниче не води во лавиринтот да одговори, нуди четиво од непознатото кон спознаеноста за душата и енергијата во човекот и вселената.
Во 2012 година Ниче Димовски ја издава и книгата Нано Ниче метод на законот на вистината, снимена и во аудио верзија, како техника за креирање на позитивна енергија и квалитетен живот. Во 2013 година Ниче Димовски го издава првиот стрип во боја Александар Македонски, Лавот од Македон, со единствена желба најмладите да учат за храбоста на Александар Македонски. Бесплатно го дели на најмладите да учат за древноста на македонците и Македонија. Во 2013 година ја пишува и објавува книгата Бог е жив. Тоа е дело за техниките за остварување на мислата со програмирање, со благодарност кон Создателот. Со Бог е жив, Ниче Димовски отвори портал кон небото за душата. Авторот повикува да се напушти стравот, бидејќи само тогаш, како што вели, ќе го пронајдете мирот во себе и преку љубовта во себе ќе вибрирате во фреквенција на Создателот. Авторот е благодарен на Бога кој му дал живот да сведочи за неговата големина и можноста за неговата мисија кон другите за љубов во Бога. Во ова дело авторот ги објаснува времето кога бил во кома во 1997 година со сеќавања од другиот свет. Во 2016 година Ниче Димовски го објавува делото Тајните на писателите како најдобар прирачник со практични совети за оние кои сакаат да напишат книга. Во 2017 година Ниче Димовски го објавува романот Љубов се викам, како книга за неговиот 20-годишен животен сон, кој имаше намера да го филмува на големите екрани. Оваа желба, за жал, не ја оствари. 2020 година, прирачникот со техниката за креирање на позитивна енергија и квалитетен живот за само 7 дена Нано Ниче метод на законот на вистината, е објавен и на шпански јазик. Ниче Димовски е еден од основачите на Светскиот македонски конгрес во 1990 година. Од 1990 до 2008 година е генерален секретар на Светскиот македонски конгрес, од 2008 до 2012 година е подпредседател на Светскиот македонски конгрес. Од 2012 до 2020 повторно е избран за генерален секретар на Светскиот македонски конгрес. Активно е вклучен во македонските работи меѓу македонците во Македонија, сите делови на Македонија и македонците во светот. Ктитор е на македонскиот православен манастир Свети Петар и Павле во Бистрица, Богомила, донатор е на македонската православна црква Света Лидија Македонка во Ченто, Гази Баба и многу други, донатор е на бројни манифестации, организации и поединци. Организира бројни промоции и трибини на неговите дела ширум Македонија, како и семинари за негови читатели во манастирот Свети Петар и Павле во Бистрица, Богомила. Знаеше да порача, да им простиме на сите кои го скараа и поделија македонскиот народ. Ги повикувам сите да дојдат и да се прегрнеме, да си простиме и како македонци да се обединиме. Да заборавиме на поделбите. Ова нека биде почеток на мир, љубов и хармонија меѓу македонскиот народ. Дојде времето македонско и затоа да си простиме, да се прегрнеме и обединети да извикаме: Македонио, те сакаме татковино. Во неговата книга Најголемата вистинска тајна на светот Ниче Димовски напиша: по комата во 1997 година решив, ке преживеам, морам да ја победам смртта. На 30 декември 2020 година, за жал, таа го совлада. Но остави трајни дела за паметење. И после се, Боже на духовите и на секое тело, успокоја душата на починатото твое чедо и наш брат во Господа Ниче Димовски, прости му ги прегрешенијата волни и неволни, направени со збор, со дело или со помисла, и како благ и човеколюбив. Насели ја неговата душа во место светло, место блажено, место мирно, место каде што почиваат праведниците, место каде што нема ни жал, ни воздишка, но живот бесконечен. Ке го посетуваме неговото вечно почивалиште, но знаеме дека неговото дело и мисла ќе не прогонуваат. Борете се за македонците и за Македонија. Вечна ја памјат и Бог да го прости, почивај во мир, брате во Господа. Телото ти почива во земјата македонска, но твојата душа за секогаш со нас бесмртно останува. Твојот лик и спомените за тебе вечно ќе ги паметиме. 30 декември 2025 година, Скопје, Македонија. Светски македонски конгрес.